64 научни истражувања годинава ќе финансира УГД. Истражувањата се дел од трендот на универзитетот за посветување на поголемо внимание на науката. Новитет годинава е тоа што дури 1/3 од нив се студентски истражувања. Од оваа година се активни и студентските проекти за наука. Значи имаме преку 20 проекти кои се наменети за студентите, каде што студентите заедно со професорите прават истражувачки тимови и работат на одредени истражувачки теми. Значи оваа година е таа новина каде што 20 проекти се наменети и се почнуваат да се реализираат од страна на студентите кои се составени на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Секој од истражувањата ќе добие по 3500 евра од универзитетот. Особено важно за УГД е што поголемо студентско вклучување во истражувањата, па за таа намера на 22 ноември УГД организира настан насловен како Science in Life или наука во животот. Мислиме дека овој настан во основа ќе биде значаен исчекор во поглед на она што значи наука во Република Македонија. На тој настан ќе бидат еминентни говорници во делот на науката од една страна, од друга страна еминентни луѓе во делот на културата и од она што значи да кажеме спој на културата и науката. Реков, науката сама по себе може да биде така релативно досадна, меѓутоа доколку биде представена на некој поафирмативен начин може да бидете како значаен сегмент во она што да ги привлече младите да може да занимаваат со оваа дејност. УГД посветува значајно внимание и на развојот на соработката меѓу факултетите и бизнисот, а во тој поглед особено предничат два факултети. Факултетот за природни и технички науки и земјоделски факултет кои имаат значаен импакт во развојот на соработките со бизнисот. И по таа позиција тие два факултета имаат и приходи кои се врзани во разменот и трансферот на знаењето со бизнисот. И тука има елементи да кажеме кои можат во иднина многу брзо да поминат во некои форми, да кажеме, на стартап друштва, стартап компании, кои можат да се развијат на база на иновациите кои ги располагаат овие две установи. Освен во студентите и кадрите, УГД во идниот период ќе вложува и во истражувачките центри и лабораториите, кои мораат да ги следат светските научни трендови за постигнување големи научни резултати, кои Штип ќе го стават на мапата на светот.